Здраво, јас сум Медо. Ќе почнеме со нешто основно, меѓутоа, како секој добар филм, ќе има мала кулминација. Омлетот ќе го правиме со капак. Како секој добар омлет ни требаат неколку состојки за да му дадат содржина на јајцето, така да што може да направиме? Најчесто користени работи што можеме да ги ставиме во омлетот се пиперка, кромит, можеме некоја печурка. Ајде да почнеме. Правиме една палачинка, еден омлет што ќе ја превртиме и правиме тенки засеци. Јас секогаш кога сецкам, сакам да бидам големи коцкички, бидејќи сакам да осетам целата текстура на зеленчуците што ги ставаме. Ова е повеќе доволно. Користиме некоја нормално тапченце. Имаме неколку коцки путер. Не треба нешто многу. Сакаме да направиме сите работи ги ставаме одеднаш. Земаме пиперка, ја сечаме дршката и слично како кромирот на малце поголеми парчиња ќе сечеме и пиперката. Го ставаме ова од тавчето. И што ни останува уште малце да ставиме и неколку печурки. И со малото ноже, бидејќи овие многу лесно се сецкаат, можеме да направиме неколку коцки. Печурките ќе изгубат многу добар дел од водата кога ќе почнеме да ги готвиме, така да ќе се намали нивниот волумен. Сето ова е доволно. И можеме да ставиме сето да се пропрши. Додека сето тоа се пропржува, ние убаво да ги изматиме јајцата. Малце ќе промешаме, видите што каква убава боичка добива пиперката заедно со кромите и печерчињата. Сега, откако малце ќе се пропржат, кога ќе добијат скафена боичка, можеме температурата да ја намалиме на половина и сега ќе ви кажам зашто. Ќе работиме со капак и откога ќе ги ставиме јајцата, рамномерно ќе ги распределиме во тапчето, го поклопуваме со капакот. Значи капакот треба само едноставно да може да влезе во тапчето и да не пропушта парејата. Што е идејата? Идејата исто како позади експрес лонецот, се собира пареја од тоа што готви и парејата всушност ја зголемува температурата, го зголемува притисокот во тапчето и од озгора јајцата се печат. Бидејќи има повисока температура и е влажно, омлетот малце ќе нарасне, нема да биде многу рамна палачинката. Од кога малце ќе нарасне, ние ќе можеме лесно да ја свртиме и ќе можеме да ја наполниме во средина. Сега ќе видиме со што. Буквално не треба повеќе од минута да седи капакот затворен, додека внатре е кашкавалот и свинскиот врат, така да може сега да го извадиме и да почнеме да го сервираме. Не треба еден, што знам, убав срн тањер. Убаво да ја спуштиме врз тањерот. И видите како што кажав, ова е поедок. Додека тавчето и ринглата е уште загреана, можеме да земеме 2 тост лепчиња и да ги испечеме убаво. Доволно е по 30 на 40 секунди под една страна, меѓутоа помага ако да згора малце ги притиснеме. Бидејќи омлетот е доста богат, има доста мрсни состојки, можеме да додадеме некој неутрален вкус како павлака. Тоа многу убаво ќе го неутрализира богатиот вкус на омлетот. Една топка. Ставиме од страна. Малце за да декорираме, можеме да земеме неколку гранчиња макдоналдс, да скинеме и со ножот тоа убаво да го сечеме. Со омлетот и малку на павлаката. Ќе направиме еден засек лепчињата по дијагонала, за да добиеме. Со тоа, омлетот е готов. Пријатен оброк.